Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбулант. Денешното петочно издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Некои луѓе имаат парализирачки страв од патување со авион, други од височина. Некои се плашат и тоа интензивно од инсекти, некои пак имаат проблем со ако видат игла и крв, па затоа имаат проблем да им извадат крв за лабораториски испитувања во амбулантите. Зошто се јавуваат фобии кај луѓето и на каков начин се надминуваат? На оваа тема денеска разговараме со магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист по психијатрија во клиничката болница Жан Митрев. За фобиите ќе дознаете веднаш по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото на Телма со гостинката. Што се тоа фобии и како да се надминат? Ќе запрашаме магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист по психијатрија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре ве најдов. Навистина ми е мило што повторно сум дел од Телма амбуланта, каде што ќе може да доловиме дел од секојдневието на оние ментални проблеми со кои што дел од нашата популација се соочува. Докторке, сите знаеме како е да се биде исплашен и како го менуваме однесувањето кога ќе почувствуваме страв. Еве се случува да почнеме да избегнуваме да се движиме по затемнети улици. Што се случува во нашето тело, во нашиот организам кога ќе бидеме облеани со чувство на страв? Интересно е како стравот знае од една страна да биде наш пријател и да не укаже за одредена состојба, но реално при секој доживување на одреден фактор што може да делува стравотно за нас, осеќаме едно срцебиење, трепет околу градите, припотување на дланките, дел од лицата чувствуваат и силна вознемиреност. И тоа е една нормална реакција на стресот, бидејќи на тој начин организмот самиот се припрема за да одговори на факторот кој што го предизвикува моментот на заплашување. Така, бури се или бегај, велат, дека тоа е природна реакција на организмот. И тоа се должи практично на излачување на хормоните што се должни за стресот, како адреналин и кортизол, и тие практично овозможуваат забрзување на работата на срцето, на процесот на дишење. На тој начин овозможуваат практично севкупната крв да се насочи спрема екстремитетите, односно да го дадат моментот или на бегање или на бегство. Значи природен механизам кој што всушност природен не штити, е под контрола на централниот нервен систем, односно поточно едно делче кој што се нарекува амигдала. Сега кога стравот преминува во фобија? Знаете, има еден дел каде што стравот, кога ние го перцепираме, е добар емотивен одговор на тоа што ние го доживуваме како закана. Но кога одредена работа како страв не препливува и практично е во преголема и несразмерна мера на реалниот момент, представува фобичен дел, фобичен страв. Ние практично не се плашиме од конкретен момент, туку од одредена заплашувачка состојба која што е поврзана со стравот кој што ние го поврзуваме со конкретно. Например, ако стравуваме од темнина, ние мислиме дека темното е она кое што не стравува. Всушност нас не стравуваат непријатните исчекувања поврзани со темницата. Тој страв може да биде парализирачки, може, бидејќи исклучително силна вознемиреноста која што надоаѓа кај луѓето. Тие не можат да се контролираат ниту преку процесите што нормално треба да отпочнат како забрзана работа на срце или дишење, туку едноставно веќе тука го опфаќа и процесот на размислување и разсудување, и тие ја губат контролата врз себе, и затоа велиме дека е еден вид на паралитички страв. А дали фобиите се поврзани со анксиозноста? Постои ли корелација помеѓу овие две состојби? Едното со другото како да се другари, велам, затоа што не можеме да ги избегнеме. Е нормален дел при еден силен страв да постои силна вознемиреност. Сега, дали ако имаме некакви фобии, ќе чувствуваме секојдневни симптоми, или пак ќе ги почувствуваме само кога ќе бидеме соочени со она што сметаме дека опасност, дали одредена ситуација или објектот кој што се плашиме? Зависи од како вид на фобија страдаме. Постојат едноставни фобии, например, каде што, знаете, конкретно лицата се поврзани, например, со страф од инсекти или страф од животни. И во таков момент, доколку не се експонирани, изложени на инсектот или животното или човекот, тие немаат проблем и функционираат спонтано и
слободно. Но ако секојдневно се соочуваат со одредени предизвици кои што кај нив стравот преминува во еден фобичен страв, во тој случај кај нив ќе им го ремети и секојдневието. Може да добијат паничен напад при тоа? Да, апсолутно може да добијат паничен напад и комплетно да не успеат да владеат состојбата. И неколкократно тоа соочување со панични состојби потоа луѓето ги доведува во една избегнувачка позиција каде што тие не се препуштаат на секојдневното нормално функционирање. Ги избегнуваат тие ситуации, но еве да видиме како изгледа паничен напад, кои симптоми укажуваат дека лицето кое што има фобија во одреден момент е преплавено со чувство на страф и доживува паничен напад. Тоа се чувство на вртоглавица, нестабилност, потоа чувство на гушење или краток здив, потење, силно чукање на срцето или забрзана работа на срцето, мачнина и кнедла во грлото, страф од умирање или одвојување од телото, страф од губење на контролата. Сето ова се јавува како симптом или пак може да биде изолирано? Измешано е. Може да биде комбинација на 2-3 симптома или може да биде толку силно што велат не можев да издржам болката, ми идеше да се откорнам од толку што болеше. А тоа е нешто налик на ова што скоро го спомнавте како при крај, односно да го доживеат како еден вид на одвојување од телото. Силината, односно чувството, потребата да избега таа болка душевна која што им предизвикува страдање да се оттуги. И чувствуваат како да го напушта телото? Не до степен да го напушта туку, да може да го одвојат од себе. Да се одвојат. Може да се изгуби свест од толку силен страф? Може да се изгуби свест. Навистина може да се изгуби свест, бидејќи луѓето во даден момент не знаат како да се справат со состојбата. Дали еве поискусениот паничен напад, поискусениот страф од одредена фобија, потоа лицата се чувствуваат депресивно, може ли да паднат во депресија поради сето ова? После еден паничен напад нема да западнат во депресивна состојба, ниту по прво некое фобично соочување. Но она кое што ако трае континуирано и подолго време и ги онеспособи во квалитетното и секојдневно функционирање, потоа луѓето сваќаат дека не го уживаат животот и благодетите на животот. Им се одразува во квалитетот на живењето, немаат доволно концентрација, внимание, се повлекуваат, не одат на работа или на училиште. Им се одразува во квалитетот на спиење, на памтење. И знаете, потоа веќе се провлекува како една анксиозна и не само анксиозна, туку и депресивна состојба. И понекогаш дури фобиите се смета дека може да биде причина и за развој и на биполарно афективно расстройство или пак да биде причина за луѓето да почнат да употребуваат психоактивни супстанции како алкохол или некои други. А на која возраст обично се јавуваат фобиите? Фобиите се јавуваат уште од детската возраст. И вака и во литература и од пракса знаат мајките да кажат дека малце ме снема како детето веднаш да ми реагира. Ама мислам дека првите посериозни фобии некаде се поврзуваат со третата, четвртата годишна возраст и стравот од темнина. Мада фобија секогаш може да се развие и подоцна во животот и чинам дека колку повеќе стануваме свесни за својот страв, така и за фобијата. Не само тоа, туку како одредено наше однесување може да има реперкусија, може да биде и или како одреден травматски настан се одразува на нас и како потоа ние реагираме по одредена доживеана травма, да биде причина за подоцнежно соочување со фобија, например како луѓето кои што се каснати од кучиња. Знаете, тие првично го имаат тој момент да се заплашуваат од кучето, да избегнуваат места каде што се движат кучињата или каде што биле нападнати. Но ако не успеат да го надминат овој страв, особено во временски период од 6 месеци, тогаш збориме дека станува збор за фобија од кучиња. Значи едно травматско искуство, да речеме со каснување од куча, може да ни создаде фобија од тоа животни или воопшто од животни? Конкретно од куче. Ајде да ги видиме конкретните стравови, како ги нарековте уште едноставни, еве ние неколку издвоивме, а тоа се страв од живи суштества, мачки, кучиња, инсекти, змии, глодари, потоа природно обкружување, висина, вода, мрак, ситуации како летање со авион, потоа тунели, посета на забар, телесни, крв, повраќање, инјекции, сексуални фобии. Значи ги има навистина многу, но се конкретни, станува збор, значи страв од
куче, од маче, од инсект и така натаму. Од кловнови, од одење на лекари, страв да возат по планински масиви или да летаат со авиони или да се движат низ тунели. Постојат луѓе кои што имаат страв и во движење во лифтови, па тие, знаете, си се качуваат 12-15 Си одат по скали. Што не е лошо за здравјето, нели била за кондицијата. Но за психичкото здравје очигледно не е добро да се избегнува да се влезе во лифт. Колкав дел од оние кои луѓе што имаат, да речеме, паничен страв од патување со авион или пак од возење со автомобил и од тунели, воопшто не патуваат? Да, голем дел, всушност не можеме да речеме во целост голем дел, но еден дел од луѓето навистина знаат да избегнат, бидејќи кај дел од нив толку е силен стравот што тие не размислуваат и како да ја губат волјата да размислат за да се соочат и да се справат. И навистина нив ги ограничуваат. Познавам луѓе кои што би патувале со автомобил или со воз неколку дена, но не би се качиле во авион. И не би се качили или би патувале со преко океански бродови, само да го избегнат летот со авион. А рачуните колку тука губат и во време и во уживање за предвидената дестинација. Така. Од сите овие стравови што ги наброевме, вела дека стравот од мрак е всушност најчестиот. Може ли тоа да се развие доцна во животот, кај некое возрастно, старо лице, одеднаш да почне да чувствува страв од мрак? Може да се јави во подоцнежната возраст, иако најчесто се поврзува со детскиот период. Но стравот од темнина е поврзан со соочување со одредена траума, за кое што лицето може би да е директно вклучено или пак да биде сведок на силен трауматски настан. И особено ако настанот се случил во ноќните часови. Така кај тие луѓе осеќаат дека не можат да истрпат период кога се затемнува деноноќието или да имаат потреба да останат во домашните услови кога веќе е темно, се плашат да престојуваат во соба која што не е осветлена, да пристапат во визба која што нема прозор или дневна светлина, или пак веќе избегнуваат дури и самата помисла на темнина кај нив создава таква силна вознемиреност што навистина тие после 18 или 19 часот не го напуштаат просторот. Значи самата помисла понекогаш на оно што не плаши може да доведе до проблем. И затоа тие повторно применуваат избегнувачко поведение, се седат дома, примаат гости дома, целокупно просторот во кој што живеат е осветлен и на тој начин тие ја растеретуваат анксиозноста. Дневно функционирање апсолутно е безпрекорно. Стравот од белиот мантил е исто така присутен. Стравот од белиот мантил, тука е веќе... Некогаш може дури крвниот притисок, се извинувам што ве прекинав, да го покачи кај пациенти да имаат лажно покачен крвен притисок во домашни услови да е се нормално, па да добијат диагноза хипертензија и покрај тоа што тоа не е реална состојба за нивното здравје. Тоа е апсолутно повторно не само страв од белиот мантил, туку соочување со здравствената сопствена состојба и дали воопшто тие се добри, кој ќе биде исходот од резултатите, и тоа е всушност она кое што кај нив ги вознемирува и предизвикува да ги имаат овие телесни манифестации. Забрзана срцева работа, која што дури може да достигне и 140 удари во минута, или, например, покачен крвен притисок и 200 со 120, што секако е нормни вредности. А што е со лицата кои што имаат проблем со вадење крв во амбулантите? Од што точно се плашат? Дали од иглите или пак од крвта? Од што всушност имаат фобија? Повторно имаат фобија од добивањето на резултатите. Или страв дека може ќе паднат, ќе искупат свест, ќе се некогаш и губат свест. Да, губат свест понекогаш. И од тие причини веќе современата медицина и лаборанти се обучени да ги, знаете, малце растеретат од оние стравотни доживувања, им кажуваат и нормализираат дека е во ред да почувствуваат страв, им објаснуваат постапката, им воспоставуваат комуникација, им велат не се секирете, и навистина веќе и столиците се прилагодени за потребата на вадење на крв, им велат ако би се случи да се почувствувате малце омалаксано, слободно кажете ни, ние ќе престанеме со интервенција
интервенцијата и тука веќе навистина луѓето попуштаат и слободно и непречено се вади крвта. А потоа им се остава простор од минута-две да си дојдат при себе за навистина да не се случи колабирање. Мада повторно ќе кажам, столиците се соодветно прилагодени за да имаме добра циркулација. Докторке, значи тоа дека овие лица имаат фобија од вадење крв? Се работи за фобија? Фобија. Тоа е изолирана фобија. Изолирана фобија, но има и комплексни фобии, можеме да ги погледнеме и тие. Ги има многу, но ние ги издвоивме оние кои што се најчести, а тоа се социјалната фобија, агрофобијата и клаустрофобијата. Ке започнеме од социјалната фобија. Дали нечија срамежливост е исто што и социјална фобија? Не е исто. Знаете, сите ние сме се нашли во ситуација кога во даден момент сме биле малце посрамежливи. Да се појават во јавност, така? Да, кога ќе се појават во јавност или во одредена непозната состојба, да се прашаат што и како ќе се одвива текот на таа средба. Може да е резултат на одредено претходно искуство или каде што се предпочитало одреден перфекционизам во животните стилови. Дел од карактерот на личноста и претходното искуство. Но знаете, срамежливоста е многу бенигна состојба за разлика од социјалната фобија, бидејќи тоа представува и така наречена социјално анксиозно расстройство. Од тука луѓето, знаете, при изложување на некој социјален настан, тие се тревожат дали евентуално настанот ќе предизвика тие да бидат омаловажени, обесправени, критикувани, извреѓани. И од тие причини тие практично избегнуваат одреден настан. Например, кај дел од луѓето кои што имаат јавен настап, знаат во даден временски период да се зацрвенат по лицето, по вратот или рацете да почнат да ги кријат зад грбот, да имаат зачестен нагон за уринирање. Толку има нели забрзана срцевата работа и тој е интересен момент дали они навистина ќе успеат да се совладаат за да продолжи понатака нивната презентација. Исто социјалната анксиозност представува момент кога дел од луѓето се поканети на одреден свечен момент или присуство во кино, театар и нивната лична несигурност, предоминантно тука станува збори за одредена лична несигурност и намалено чувство на себе вреднување. Најтец тие се велат дали друштвото мене добро ќе ме прифати, дали добро изгледам, дали потоа ќе има критика за моето однесување и може да се случи да откажат престојот во кино, во театар или на вечера и потоа дома да се чувствуваат и тажни и осамени, бидејќи не можат да се справат со овој момент. Да проговориме и за агрофобијата. Велат дека е една од најраспространетите фобии. Се опишува како страв од отворен простор, но дали е повеќе од тоа? Дали е посложено? Навистина е посложено, затоа што луѓето и особено се поврзува со лицата кои што претходно се имаат случајно со анксиозност и со доживување на панични состојби. И од тука оваа популација на лица под страв да некото живеат паничниот напад и паничната состојба се обидуваат да избегнуваат од места што се со отворен простор како плоштади или пак користење на јавен превоз каде што има толпа на луѓе и гужва, користење на воз или автобус, бидејќи тие се трудат да најдат простор каде што ако доживеат или го осетува нападот, налетот на паничниот напад, би се обиделе да избегнат. А сметаат дека во вакви услови каде што има гужва или отворен простор, тоа не би било возможно. И од тука почнува една агорафобија која што може навистина и дополнително да е проследена со силен паничен напад. Дали домот е најбезбедната локација во тој случај? Видете, тие навистина остануваат во домот, дури се откажуваат од нивните работни места, даваат отказ, остануваат се додека не осетат дека психички се стабилизираат. Дури понекогаш сме вршали и прегледи на лица во нивните домови, бидејќи тие не можат да помислат, да се соочат со помислата дека можат да се чекорат надвор од прагот на нивниот дом. Обично родителите или блиските се упорни да излезат тие лица надвор и покрај нивното одбивање. Што советувате? Дали треба да се врши притисок за да го напуштат домот, да се соочат со стравот во таква ситуација?
треба да пристапи лице кое што е, знаете, доста спонтано, храбро, кое што со своите примери како се соочувало со дадена состојба на страв или одредена фобија, успеало да надмине. Бидејќи тука е навистина еден подолготраен процес кој што не може со една кратка мотивација да го стимулира човекот кој што има изразен страв веднаш да зачекори надвор. А агрофобијата обично на која возраст се јавува? Тие веќе започнуваат негде од 15-20 годишна возраст, ги има и во добата и од 40 и од 50 години. Има ли нешто што навестува дека ќе се јави ваков проблем или пак се манифестира оваа фобија преку ноќ? Може да има улога. Знаете, ако фобиите поминуваат низ генерациите и го виделе тоа како модел на однесување во семејството каде што растат, може да е резултат на слабост на автономниот нервен систем, кога е поосетлив на одредени сензации од надворешниот дел. Доколку лицата биле изложени на претходни травматски настани, немаат поддржувачки брачни или родителски ставови, се соочуваат со сериозна болест или бременост и имаат други неповолни животни искуства. Колку што ве разбрав, значи фобиите може да се пренесат од родителите на децата, од браќата и сестрите на одредено лице? Од родителите на децата или од нивните баба, дедовци, како еден вид на генетски материјал или да биде како налик на модел на однесување, особено ако родителот презентирал однесување на намалена самодоверба и пристапувал спрема избегнувачко поведение. А што е со клаустрофобиите? Доколку имаме проблем да влеземе во лифт, значи ли дека имаме страв од затворен простор? Значи, и особено ако при тоа повторно се обидуваме да не го користиме лифтот. Исто така тука најчесто ние во медицината се соочуваме да луѓето кои што имаат страв од затворен простор, знаете, ги избегнуваат сите оние медицински потребни исследувања како што е компјутерското снимање или магнетната резонанца. Кога се става пациентот во еден така да наречен тунел, да. И ако има светлина, и ако се обидуваме да ги припремиме и да им помогнеме, тоа може да биде исклучително силно. И затоа и во ваквите состојби е предвидено да има едно паник топче кое што им се дава на клиентите, им се кажува во секој момент притисни, ние ќе го прекинеме снимањето, затоа што во интерес е и човекот да не го загрозиме, зборам, да не се загрози психичкото здравје, односно да не доживее паничен напад насред снимањето. Се случило тоа? Обично луѓето знаат дека имаат фобии, знаат да кажат дека се соочуваат со фобии и прашуваат колку навистина е потребно испитувањето, колку трае. Магнетната резонанца обично трае малку подолго. Трае по 20 минути, 20 до 30 минути. Понекогаш ги советуваме да се припремат, да земат лек, анксиолитик, за да се намали силната вознемиреност и да може да се пристапи кон снимањето. Сепак има одредени животни состојби каде што мора како испитување да се направи. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Разговараме за фобиите кои што често пати се манифестираат кај лица кои што развиле паничен страв од одредена ситуација, од одреден објект, понекогаш доживуваат и панични напади. Како сега сето тоа може да се менаџира? Постои ли начин за лекување? Ќе ни одговори магистар доктор Марија Костадиновска, психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Значи, од овој момент телефонските линии почитувани се отворени и добре дојдени се и вашите прашања на темата на која што говориме. Кога некој лице има фобија од комплексна или пак конкретна фобија, колку време треба да ги чувствува симптомите на страв, на интензивен страв, за да се јави на лекар? Дали веднаш штом почувствува промена во своето однесување треба да појде на психијатар или пак треба да се почека одреден период, може би проблемот да се реши само од себе? Доколку станува збор за интензивни состојби на вознемиреност и страв, проблемот сам по себе нема да се реши. Останува најчесто лицата да решат во кој временски период ќе се јават на психијатар.
бидејќи некако се уште постои тој страв или мисла дека ќе помине само од себе. Пожелно е што се следи дека се зачестуваат паничните состојби, дека например во рок од една недела има серија на 3-4 панични состојби, дека вечерите се проследени со несоница, дека утрената тешко се започнува и постои страв што ќе биде денот, што ќе донесе денот. Веќе тука е навистина пожелно да се јават за психијатриски преглед и да се утврди нивната состојба. Многу е битно, бидејќи колку понатака останува неразрешено психичкото здравје, навистина го ремети секојдневното функционирање на луѓето. Се одразува на телесното здравје во смисол на покачување на крвниот притисок, останува подолго време како таков покачен, забрзана срцева работа, потоа се јавува страв дали е во ред нивното телесно здравје, прават серија на телесни испитувања и потоа се повеќе и повеќе само се продлабочува стравот. Одат на боледување, почесто ги нема на работното место, се соочуваат со одредени критики заради тоа што не се на работно место, па тоа дополнително ги оптоварува нивното ментално здравје. А ако се деца кои што се соочуваат со овој проблем, знаете, па им е тешко зашто не се со другарчињата, што се случува поинакво од нив, повеќе се повлекуваат и повторно ќе речем особено дека помладите се соочуваат и со дополнително во адолесцентен период и можности за криза во идентитетот, тука веќе и кревкиот период кога може да посегнат кон употреба на алкохол или некоја друга за да се смират. Затоа препознавањето на симптомите е многу пожелно за да се обратат кон својот матичен лекар и истиот да ги пренасочи во центрите за ментално здравје. Дали советувате да се говори за проблемот од аспект на некоја психотерапија? Пожелно е да се говори за проблемот, затоа што кога збориме за проблемот, секогаш кажуваме и како ние сме се соочиле со стравови, како сме ги надменували. И тоа е добар пример за луѓето, за да сватат дека само тие немаат страв, туку дека тоа е нормална состојба во нашиот животен тек. И тогаш, знаете, кога ќе се нормализира процесот, им се олеснува и сваќаат дека, знаете, дека нема да полудат, дека не се тие некое чудо на овој свет, туку дека сите ние како луѓе во даден временски период се соочуваме со страв. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Дали се слушаме со првиот гледач во денешната Телма амбуланта? Добар ден. Доколку не успееме да го вклучиме првиот гледач, еве да му дадеме шанса на вториот, кој што исто така очекува да се вклучи во денешната емисија со свое прашање. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Голем поздрав, прекрасна емисија водите. Ви благодарам. Ќе ве молам за две прашања, ако може да ме одговори докторката. Така. Имам внуче 14 години. Страга е у авион да се качи и у автобус. Нема шанса да се качи. За внучето, а за мене, ја у темница, струја ако снема, ми се чини готово гушиме, и голема гужва и од вода ме страх и висина. Па ќе ве молам што може докторката да ме објасни да надминемо тие стравови. Така, убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програмата. Благодарам, се најубаво. Баш во контекст. Убав ден ви посакувам и вам. Убав ден и благодарам на прашањето, дури во прилог на сето на кое што го кажавме, дека некако стравовите поминуваат и се наследуваат и поминуваат пренесуваат од генерација на генерација. Еден од типичните примери дека се соочуваат со агарофобијата. Но кај детето очигледно имаме и мешање на повеќе фобични моменти каде што имаме и клаустрофобичен дел. Така да она кое што е пожелно и навистина меѓу останатото да се обратат до лица кои што работат во менталното здравје. Треба да им се објаснат први техниките како луѓето првично може да се дадат помош. Едно од техниките е длабокото дишење, потсетување на некои моменти кои што носеле пријатни спомени, кога се во дадена прилика соодветна да применат техника на мускулна релаксација. Тие се техники за самопомош. А она кое што вистински може да се понуди е, бидејќи веќе фобијата кај нив, особено конкретно во случајот, поминува подолг временски период, потребно е да се даде лек за да се растеретат луѓето и да може како и господјата, така и внучето да можат поспонтано да го живеат секојдневието и да функционираат. Доколку во детска возраст се јави страв од мрак, од темнина,
Советувате ли децата да спијат со вклучено светло во собата? Дали на тој начин можеби ќе се надмине стравот и нема да премине во фобија? Обично се смета дека детските фобии поминуваат сами по себе и дека се краткотраен временски период. На почетокот, ако е интензивен стравот, пожелно е децата да спијат со светло, но да им се укаже дека тоа е нешто што е минливо и тоа е потребно. Знаете, особено бидејќи кај децата треба време во смисол малце да пораснат, за да може адекватно мисловниот тек да се формира, вниманието активно да се создава како целина на психичкиот апарат кај нас како лица и да може да ги поврзуваат опасното од неопасното, причинско од последичното поврзување. Тогаш веќе децата сами по себе со текот на времето ќе се растеретат од стравот. И обично тука не ни е потребно лекување, само објаснување дека нема ништо стравотно и дека тука се и тато и мама кои што ќе помогнат или братче, сестриче ако делат заедно со вас. Така, да видам дали го имаме гледачот на линија повторно. Добар ден. Двајца гледачи имаме. Добар ден за првиот од нив. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Добар ден. Добар ден, во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Поздрав. Поздрав и до вас. Сакам да прашам едно прашање. Имам снуче 6 години. Така. Од пред некој известно време почна многу да се плаши, значи оди на училиште, почна да не сака да оди на училиште, чувствува некој страв, не сака да искача надвор. И некогаш и така припискува за некои работи, ако не се дозволат. Што треба да направиме? Така, што да се преземе во оваа ситуација? Ви благодарам за вклучувањето во програмата. На која возраст само уште на 6 години? 6 години, 6,5 години. На 6,5 години. Ви благодарам за вклучувањето. Пријатно. Пријатно и убав ден. Школските фобии се нешто нормално да се јават со почетокот на годината. Септември, октомври месец, особено ако детето е прваче. И тука се очекува да се појави така наречена школска фобија. Но со оглед дека веќе е февруари месец и доколку е отпочнат одреден временски период, не станува збор само за школска фобија, туку најверојатно има нешто за кое што детето се заплашува во секојдневието, кое што треба навистина стручно лице од областа на детската психијатрија и психологија да го преку разговори, преку преглед да го воочат кај детето. Значи вашиот совет е да се обратат кај детски психијатар? Кај детски психијатар и кај детски психолог. Кај детски психолог за да се утврди за што се работи. За да се утврди која е причината зашто детето е така растревожено, зашто се плаши, зашто избувнува во реакциите секојдневни, затоа што очигледно не само што е анксиозно, туку има и одреден страв, ама понекогаш и кога постои тој страв, ние знаеме така како поимпулсивно да го манифестираме. По светот толку се вообичаени фобиите од патување со авион, па и најдов и со автомобил, што постојат психотерапевти кои што имаат тесна специјалност за тоа. Што всушност се работи кај овој тип на фобии? Дали можеби изложувањето на стравот е решението? Едноставно да влеземе во авион и да успееме да отпатуваме на некоја подалечна дестинација или пак поблиска, sejedno. Може пократок лет за почеток. Знаете што мора полека да се одвива и да се направи. Како најпрво мора да се отпочне и пожелно е да се отпочне со когнитивно-бихевиоралната терапија. Што значи тоа? На тој начин се објаснува промена на процесот на размислување поврзан со начинот на летање. Се објаснува колку е безбеден авиосообраќајот, колку е развиена технологијата за правење на авиони, колку се безбедни летовите. Со статистички податоци Статистички податоци. Потоа, знаете, правиме експозиција, односно изложување на клиентот. Тоа, например, може да се направи со тоа што му се задаваат слики од авион, слики од аеродром, му се окажува да отиде и да гледа слетување и полетување на авиони и така да се обестрашува. Но исто има и алатки кои што овозможуваат десензибилизација. Знаете, кога, например, при завозење на автомобили, тоа е како една алатка каде што му се дозволува да управува со
автомобил, ама представено преку компјутерска технологија. Со симулација. Со симулација, каде што лицето потоа веќе успева да го вози автомобилот, успева да вози право, успева да вози кривини, успева да вози на горници или на долници, во гужва, сам или во присуство на друг, и кога ги помине тие етапи, самиот чувства дека му се враќа сигурноста и стабилноста. И тука веќе е способен самостојно да управува со возило. Но вистина постојат луѓе во секојдневието кои што се соочуваат со страв да полагаат за возачки испит, бидејќи тие едноставно има страв да влезат и да превземат одговорноста од управување на возилото. Имаме повторно гледачи, ќе добијат предност и ќе ги вклучиме во денешната емисија. Добар ден! Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало, ме слушате? Да, одлично, ве слушаме, повелете. Вака, јас сум особа на 80 години. Така. И имам многу страв. Уште како дете сум исплашена од куче и од мачка. И денеска се плашам од кучиња и од мачки. Меѓутоа, најголем страв имам доживеано пред неколку години. Пред неколку години една комшивка со Алцхаймер ми звонеше на врата. И јас гледам преку окчето, а она со наведната глава ја не видов кој е, не знаев дека е она. Прашувам кој е, таа ќути. Ја пак прашувам кој е, и таа ќутише и најднаш почна да ми ја треска вратата, да лупа, мислам дека ќе ми ја скрши вратата. И вие се извадивте од памет. И после тоа, откако ми влезе тој страв, верувајте, и денеска се плашам, поготово навечер. Еве, дома сама сум и се плашам многу. Така, што не може знам како да го надминам тој страв. Да направите за да го надминете. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Ете како траумата се одразува за да се појави страв од нокното време. Навистина е пожелно да се јавите за психијатриски преглед и да се отпочне лекување на состојбата. Тука конкретно навистина треба да се даде антидепресив, бидејќи подолго време се соочува со стравот и станува збор за една посензибилизирана личност која што има фобии уште од младост, а се провлекуваат веќе и на оваа годишна возраст од 80. Кога би се очекувало да се намалат? Веќе потешко дека ќе се намалат, бидејќи опаѓаат когнитивните функции, можноста за флексибилност на механизмите за одбрана кои што треба добро да функционираат нели на 40, 50 или на 30 години, но на 80 не се дотолку флексибилни. Така. И затоа стравовите обстојуваат и само се накалемуваат. Значи, задолжително да направи една консултација со психијатар за да најдат решение. Терапија, така. И терапијата сметате дека би била тука најдобро решение. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, првен поздрав до вас во емисијата. Ви благодарам. И би сакал да прашам докторката, јас сум релативно млад човек, имам проблеми односно страв при посетување на банки, молови, интервјуа, да кажеме, и слично. Значи, одма ми се јавуваат некои нагони на повраќање. Така, па претпоставам барате решение како да го надминете овој проблем, што ви задава сигурно со антидепресиви дали би имал некаков ефект. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате, докторке? Навистина е една компилација на фобични состојби. Кој што драматично го нарушува квалитетот на живот, не може да се влезе во банка или пак во мол. Му создава нагон за повраќање, знаете, тоа луѓето ги некогаш некои имаат вртоглавици, не може да дишат. И од тие причини, навистина и тука се советува да се започне со терапија, антидепресивниот лек ќе си даде свој ефект. На почетокот може би доколку се силни состојбите на вознемиреност, кога се движи во надворешната средина, да се даде и анксиолитична терапија, бидејќи за некој антидепресивен лек да проделува потребни се 3 недели. Во тој временски период ни помагаат анксиолитиците.
Анксиолитици, што се тоа? Тоа се лекови за смирување на вознемиреноста, за опуштање, тоа се од групата на диазепам, лексилиум, алпразоламот, лоразепамот, деметринот, но тие лекови како такви треба да се користат краток временски период, бидејќи создаваат зависност. За разлика од тоа, антидепресивот на долги стази, значи ја враќа квалитетната функционалност на лицата, им дава оптималност во функционирањето, да се спокојни, сталожени, смирни, го редуцира стравот, вознемиреноста и како синдром на зависност не е поврзана со антидепресивниот лек. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, среќен ден. И на вас исто така. Повелете. Кој е вашето прашање? Моето прашање, јас сум на 71 годишна возраст. Така. Живеам сама. Ми почина брат, мајка и татко на раце. Така. Имам сестра во Канада. Бев кај неа пред 5 години, со неа натаму отидов, кога изнасаме на мајка ми, ама зет ми не беше добар со здравјето, јас од стрес на стрес отидов. А отидов више да не се враќам назад, бидејќи сама нема со кого. И не можев да издржам 5 месеци, седев и се вратив, а имав шанса да останам таму. Како дојдов од таму, јас еден страв, што да ви кажам, вртоглавици, зуење во ушите, нозете ми откажа, целата сум како парализирана, ми е страв. И сега почина зет ми, ме вика да идам, јас не смеам ни звукот на авионот да го слушнам. Се затворив дома, ми смета ако влезам во продавница, ми смета гужвата, ми смета климата. Се плашам да излезам напор, 2 пати имам паднато, имам миниер и центар за рамнотежа и зуење во ушите тинитус. Така. Ме удира во очите, ме удира во желудникот, бев на психијатар, ми вели тоа се ти од страф од стресови. Ми дадо лекови, пиев неколку лека, мене уште полошо и не можам од кревет да станам. Пијам лексилиум, на диазепам сум алергична, сменив неколку лекови, ама јас не се чувствувам добро. И понатаму не се чувствувате добро. Така, значи, секако дека оваа состојба... Како да го спречам тој страв? Сигурно не е едноставно да се живее со вакви стравови, со вакви фобии, сега барате решение. Да, многу ми е тешко. Така. Верувам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се надевам дека ќе бидете наскоро подобро. А што би советувале за гледачката да се почувствува подобро и да го надмене сето ова? Знаете, тука веќе имаме две состојби. Едната каде што реално има Мениерова болест. И веќе има вртоглавици. И има вртоглавици. И кога ќе се јави вртоглавицата, дополнително ја вознемирува психичката состојба, ја потенцира вознемиреност, ја влетува во панична состојба. Значи поврзани се овие две работи. Влијае телесната состојба, бидејќи е хронична и се одржува. А од друга страна, реално загубата на блиските луѓе, особено на понапредната возраст, чувството на осаменост, самотија, влијае за да се развие на анксиозно-депресивна состојба, проследено бидејќи трае подолг временски период, довела и до агарофобија, гледате, и се сложува до живо панични состојби кога се упатува спрема продавница, односно го напушта собствениот дом. На жал понекогаш се случува реално во терапискиот дел дека еден антидепресив, 2 нема да се погодат. Тука веќе се препорачува испитување, генетско анализирање на лично на самата личност, поврзано, компарирано со видот на антидепресив. Значи може на тој начин да се утврди кој антидепресив би делувал, а кој не? Ете така. Кој антидепресив или ако треба во мала доза да се додаде антипсихотик, не дека лицата се психотично, туку како поддржатели на антидепресивната терапија. И ваквото генетско исследување на медикаментите, конкретно се извинувам за едно лице, овозможува утврдување кој лек ќе биде делотворен кај личноста. Колку што разбрав, не постои лек за фобија, туку се тоа лекови кои што се даваат за анксиозност и за панични напади и депресија. Да, идејата е да ни го регулира серотонинот во организмот. И на тој начин всушност да се направи некаква рамнотежа? Рамнотежа, хомеостаза, која што ќе ни овозможи квалитетно функционирање. Да не значи стравот да не ни го раководи животот, туку напротив да не пушти во благодетите на животот, да сме обестрашени, секојдневно да комуницираме, да излегуваме, да имаме нормален сон, да се дружиме со луѓето и да уживаме во животот.
Дали им советувате на оние што ќе дојдат кај вас оваков проблем да почнат да работат на себе си, да почнат да копаат длабоко во себе и да пронедат што може би бил тригер факторот за еден ваков проблем? Да, секогаш се трудам да иде лекувањето паралелно со психотерапијата. Затоа што лекот на вистина ќе го постигне својот ефект. Но тоа кое што е битно и присудно е навистина ние да утврдиме кој е оној вистински момент кој што кај нас го отпочнал процесот на силна вознемиреност до степен на фобија. А како ние можеме да помогнеме на некое блиско лице кое што гледаме дека страда од одреден тип на фобија? Да даваме примери од како ние сме го надменувале тој дел или да прочитаме литература за конкретниот страв на човекот, па како би можел да се соочи. Да, например, ако човек има и страв од движење со лифт, полека да ги представуваме, ние да даваме таа терапија на изложеност, односно да збориме за лифтот, за безбедноста на лифтот, да преку разговор да го дознаеме што е она што го плаши. Не го плаши лифтот, туку го плаши работа поврзана како непријатно исчекување од патот додека се движи со лифтот. Кога ќе ги дознаеме вистинските причини, потоа може самиот човек со увидот што го стекнува со себе да се растраши на еден начин. Да разговара сам со себе и да се убеди можеби дека тоа не е проблем, да се соочи со стравот. И добро е потоа да се покажува, да се постепено изложува. Например, да влезе во лифт, па да влезе до првиот кат, па потоа да иде до третиот кат и слично. Значи не можеме ние директно човекот до 10-ти кат да го качеме ако веќе има силен страв од престој во затворен дел или движење на високо. Мора да го почитуваме неговиот страв и полека заеднички да го надминуваме, да се понудиме да бидеме заедно со лицето. Еве заедно ќе идеме, ако нешто се случи тука сум да ти помогнам, да му покажеме ако почувствуваш дека срцето почнува да бие посилно или се препотуваш, почни да си дишеш со отворена уста, мисли на нешто убаво. И знаете, кога ќе се понуди еве така речено лек за лицето може да смета дека има како начин да му се помогне и да се растраши. Обично колку време е потребно за да се надмине одредена фобија? Зависи колку е комплексна фобијата, зависи дали е пропратена или со друга психичка состојба. И лицето дали сака да надмине. Тоа е всушност клучното. Тоа е клучното. Дали сака да работи на проблемот. Да. Јас секогаш ги стимулирам луѓето. Не, јас ќе одам со кола толков пат. Зашто да одите со кола? Видете со себе колкав лете или напрете дестинација. Еве, јас сум едно тие. Подобро некаде во близина со автомобил отколку или може би на некое летувалиште каде што е саат време патувањето со авион. Значи тоа е чекорот. Едно кратко патување со авион. Да го стимулираме, мотивираме, да ги кажеме позитивните страни. Зашто треба? Затоа што да не остане човекот во проблемот, туку да го понудиме решението на проблемот. Тоа е оно што ги поттикнува луѓето и тоа е тоа што е потребно сите ние да го слушнеме. Која е позитивната страна? Значи тоа е еден од корисните пристапи. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите совети што ни ги упативте, поврзани со фобиите, кои што воопшто не се ретки. И не се едноставни. Но мило ми ако на некој начин допрев до нашите гледачи, ако помогнав, стојам на располагање за било каков совет. Иначе доколку имаат некаков страв да се мотивираат, да си помогнат, да не живеат со него. Тоа е многу важно, има решение на оваа состојба. Дури кај некои што не сакаат да земаат медикаментозна терапија? Бидејќи има некои не сакаат ниту антидепресив, ниту пак средство за смирување. Тогаш ќе треба значително редовно и долго време да работат на себе со процесот на психотерапија и тука веќе навистина се препорачува когнитив behavior, каде што ќе се смени концептот и начинот на размислување за конкретната фобија, а потоа последователно ќе се смени и однесувањето. Ви благодарам уште еднаш за сето она што ни го образложивте во денешната телма амбуланта за фобиите и за начинот на нивното надминување. Мило ми е. Почитувани, ова беше се во денешната телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Гледајте не секој работен ден на телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје, заедно учиме како да го зачуваме и подобриме здравјето. Ви благодарам.